Ноќеска биле оштетени цевки на доводот за кислород во Тетовската клиничка болница, кои за среќа го снабдувале новиот објект каде немало пациенти. Случајот утрово е пријавен во СВР Тетово, каде информираат дека со употреба на физичка сила биле оштетени две бакарни цевки. Едната за компримиран воздух била скината, а втората за азотен оксидол била свиткана. Увидот кој бил направен на местото треба да помогне во расчистување на случајот. Од болницата велат дека е избегната трагедија затоа што цевките не биле поврзани со ковид одделенијата. За да не се повторат вакви инциденти, ќе се зголеми обезбедувањето. Да, за жал ние во раните утрински часови сме имали еден инцидент, би рекол, каде што е оштетен споредниот, не главниот цев или цевка на што го снабдевува со кислород целата болница. За жал, значи, оштетен споредниот, така да ние изгледа имавме среќа сите 120 и кусур пациенти што ги имавме и спасивме. Оти замислите тоа да беше некое оштетување на големиот, на главниот овој цев. Тоа ќе беше на вистина катастрофа, што не би сакали тоа да предвидим што би направиле ние во тие моменти. Вистина сме многу разочарани, би рекол, кој би може тоа да го направи. Замислите 120 души се овде, пациенти, некои татковци, синови, не знам што. Тоа е навистина за жал. Токму кислородот е најважен овој период затоа што речиси сите ковид пациенти се на кислородна поддршка, бидејќи постојано има нови приеми, состојбата во болницата се уште е тензична. Последните 24 часа пак сме имале голем број на приеми, 14 пациенти, додека хоспитализирани имаме 120 пациенти. А починат сме имале за среќа само еден пациент, али здравствената состојба на останатите голем број од нив се навистина се уште во тешка здравствена состојба, али се надевам дека во идните денови ќе биде постабилно и дај Боже што побрзо ги пуштиме дома. Инаку речиси 2/3 од вкупниот број активни случаи на COVID-19 се во Скопје, Тетово и Гостивар.